Целиот град и околните населени места на територијата на општина Гостивар ќе имаат доволни количини на вода, без прекини во водоснабдувањето. Резултатот треба да се постигне со проектот за модернизација на водоводната мрежа, чија втора фаза е во тек на реализација. Активностите предвидуваат изградба на 2 резервоари, повеќе нови линии со вкупна должина од околу 20 километри, како и замена на старите и дотраени водоводни цевки. Проектот финансиски е поддржан од КФВ банка и Швајцарскиот државен секретаријат за економски прашања СЕКО, а кофинансиран од буџетот на локалната самоуправа. Веќе се градат 2 огромни резервоари, најголеми резервоари на вода во Република Македонија, и тоа едното е над село Здуње, која што ќе ги покрива недостатоците на вода кои што ги има во село Дебреше, во село Здуње и во село Раве. Исто така другиот резервоар е во Горна Бањица, која што ќе ги покрива повеќе населби, Циглана, Фазанерија, Беловиште, Бањица, двете Бањици, така да и ова е скоро при крај. Целиот проект СЕКО, водоводните цевки се ставаат веќе во повеќе населби низ градот каде што немало вода, така да целата вода која што користеа и селата и општина Гостивар сега ќе остане само за општина Гостивар, со резервоарите ќе бидат покриени повеќе села од Гостиварско, така да ќе има многу повеќе вода низ градот, да нема ни во ниедна населба рестрикции. Според најавите, втората фаза од проектот за подобрување на водоснабдувањето во Гостивар треба да се заокружи до крајот на оваа година, пошто се очекуваат дополнителни активности во третата фаза. Граѓаните во погорните населби на Гостивар, некои села, како и повисоките катови во зградите, се соочуваат со недостиг на вода за пиење или многу намален притисок, особено во текот на летните месеци.